Кога ќе забележите дека покрај вас некој повеќе време не може да престане со кашлање, не мора да се крива паника, бидејќи постојат и други причини, посебно во овој период на големи кашлици. Пример, алергиите, бронхитис, астма, синутитис и слично. Најчесто, не значи секое кашлање, посебно во детска возраст, па исто и кај возрастен човек, секојаш кашламе во тек на денот, како рефлексен механизам е начин да се исчисти дишното стебло од, да кажам, некоја иритантна материја, од секрече кое што може да се случи при јадење, при пиење на течност или при слевање на секрече од носот, или да кажам се најдеме во ситуација каде што има прашина, се обидува телото да исчисти дишната цевка, бидејќи секојдневно ние со актот на дишање внесуваме голем број на литри на воздух. Кога станува збор за бронхитис, овде од страна на лекарите препорачливо е редовно земање на терапија за настинки и грип, а за пушачите да бидат посебно предпазливи. Астмата исто така е причинител за кашлица со знаци на гушење. Нападите на астма обично се со сува кашлица, која може да биде присутна во текот на целата сезона. Една од честите причини за хронична кашлица е и синутитис, што значи воспаление на синусите. Често се појавуваат и симптоми како резултат на последици од инфекција. Најчесто се тоа настинките, вирусните инфекции, односно сите заболувања кои што прават штета на респираторниот епител. Овие инфекции најчесто се последици од респираторни инфекции на целиот респираторен тракт, како на пример пневмонија и грип. По заздравувањето може да остане постојана кашлица, која може да трае со недели, па дури и месеци.